Ирена наша е на терен и има нешто многу интересно да ни соопшти. Ја поздравувам ова утро нашата Ирена Пепелјуговска Цветановски, која што разговара со Ана Тодоровска, практичар на експресивна арт-терапија. Иренче, добро утро. Овде солзи ни течат, ама верувам дека од таа страна нема солзи. Не, добро утро Сузе до тебе, добро утро почитувани. Се наоѓаме во простор. Ова е здружение за психологија и за експресивна арт-терапија. И ова утро ќе зборуваме на една навистина интересна тема. Ова пред нас имаме две кутии, кутии за личен раст и развој. А наша и ваша гостинка ова утро е Ана Тодоровска, која што е психолог и практичар на експресивна арт-терапија. Ана, добро утро. Ти благодарам што не прими во твоето здружение простор и поводот е овие две интересни кутии кои што се за кутии за личен раст и развој. Оваа пред мене е антистрес уметничка кутија, а оваа е зен уметничка кутија. За почеток да ги објасниме, еве да почнеме прво со антистрес, ова што е пред мене. Претпоставам ова е против стрес и наменети се за личен раст и развој. Секој може да си ги купи и во удобноста на својот дом да си оди чекор по чекор со сите оние упатства кои што ги има подготвено лично од тебе. Така, уметничките кутии содржат работни листови кои што се креирани во антистрес кутијата за справување, за менаџирање со секојдневниот стрес. Исто така со лица кои што можеби се соочуваат со некаква анксиозна состојба. А во кутиите, конкретно во антистрес кутијата има 10 активности кои што учесниците си ги работат по собствено темпо, дома, во домашни услови, самостојна работа. На секоја има упатства. Исто така се обезбедени материјали кои што се потребни, ова се основните материјали за изработката на секоја активност. Сите активности тука се авторски, создадени специјално и учесниците можат да си ги пополнуваат директно на самите листови или во тетрадката која што е обезбедена во самата кутија. Само да кажеме, овдека има интересни картички со порака. Така, ова се предпоставам се оди чекор по чекор и е одлично за справување на стресот. Може ли да прочитам од упатството почетниот дел, додека ги враќаме на место овие интересни навистина материјали овде. Ова е твојата персонализирана антистрес уметничка кутија со внимателно осмислени активности за поттикнување, релаксација и полесно справување со секојдневниот стрес. Еве видео гледачите од што се состои, за кого е наменета оваа кутија? Оваа кутија е наменета за сите може да ја користат, бидејќи сите живееме со некаков стрес во животот. Ова е повторно враќање кон себе, кон своето тело, кон сетилата, работа со раце. Секогаш кога работиме со раце, некакви активности, повторно ги активираме сетилата, живееме сега присутно во моментот. Тука ќе се надоврзам на втората кутија. Ова е зен уметничката кутија која што е инспирирана од зен филозофијата, односно живење присутно сега и тука. Свесност за моментот и за она што се случува сега. Исто и тука се активираат повторно сетилата, со тоа што оваа кутија се состои од 15 различни активности и различни материјали за изведба на овие активности. Значи тука има упатство за така за кој што ќе води. Ајде може да видиме има други материјали, нели? Има различни материјали, тоа ќе кажам дека секоја кутија не е идентична, бидејќи некогаш во некоја кутија има активности на пример со темперни, во друга има активности со пластелин, во трета има активности со водени бои. Зен уметничката кутија се состои од активности кои што не само што се наменети за изведба во сопствениот дом, исто така поттикнуваат и престој во природа. Има задачи и вежби, да одиш на пример во парк, во шума, некоја најблиска природа каде што некои загадки, од прилика така да се како задачи повеќе. Повеќе задачи, свесност, контакт со природата, контакт со телото, контакт со дишењето, свесно движење. И потоа секој кој што сака да работи на ваков начин си ги запишува своите впечатоци, прави цртеж од моментот, се ослободува едноставно од тој товар од мислите, од секојдневните грижи и е свесен и присутен за тоа што се случува сега и тука и на тој начин ги обработува и своите сензации, меѓутоа и ги обработува емоциите.
Значи, ова е повеќе за да се справиме со стресот, да го намалиме стресот, а ова е повеќе за свесност, така. Да, процесирање на искуството. Така. Интересно е тоа што има како задачи, значи се излегува и надвор од просторијата или од удобноста на домот. Ова е навистина интересен и многу креативен подарок, со оглед на тоа што ни се ближи денот на влюбените, ни се ближи 8 март. Значи можат еве гледачите на своите партнери, партнерки, пријателки, познанички една ваква кутија, уметничка кутија, навистина многу креативна идеја. Кои се придобивките од овие кутии? На придобивката е во тоа што мислам најмногу нели сите што сме зафатени со секојдневни активности, некогаш грижата за себе ја оставаме на последно место. Овие активности овозможуваат по сопствено темпо да се работи на себе, на својот личен развој, на процесирање на своите искуства секојдневни, на емоциите, повеќе грижа за себе во секојдневието. Тоа може да биде и 5 минути во денот, меѓутоа ете тие кои што не се чувствуваат подготвени да посетат психолог, може да работат самостојно дома и доколку се соочат ете со некаква тема, им се отвори некаква тема, понатаму може тоа да го разработат со стручно лице. Дали секој ден треба да се извршуваат овие активности и дали ова замена на психотерапија? Не е така. Кутиите не се замена за психотерапија. Активностите би било пожелно, нели секој ден барем по една активност за да има континуитет, меѓутоа не е задолжително. Затоа и тука нагласувам дека секоја кутија е по сопствено темпо. И секој може да си избере која кутија сака, така, дали сака за антистрес или за ова што кажавте за, јас повторно ме води некако зенна медитација, ама не е така, го грешам, упорно ова го грешам. Да прочитам и ова воведот, ако може, од упатството, бидејќи кутиите имаат упатство, вели, ова е твојата персонализирана зен уметничка кутија со внимателно осмислени активности за поттикнување свесност и присутност во секојдневието. Она што го кажа на почеток, има сега тука чекори како треба да се оди, секој ден се овие активности, така? Или може да се прави пауза или во зависност од времето? Може да се прави пауза, меѓутоа препорачливо е секој ден да се извршуваат активностите, за да се почувствува нели придобивката од самиот процес. На секој ќе му треба различно време, но исто така тука ќе спомнам дека е важно овие активности немаат рок на траење. Доколку видите дека една активност ви одговара, може да се ја повторувате понатаму во текот на целиот живот и да ви стане тоа на некој начин навика, еден вид на ритуал и грижа за себе во секојдневието. Одлична, навистина многу уникатна и креативна идеја. Она што сакам да прашам пред крај на разговорот, бидејќи се наоѓаме во Сдруженијето Простор, што е она покрај овие кутии што работите друго во моментов и кои ви се идните активности? Имате навистина секогаш интересни и креативни идеи, имате луѓе кои што доаѓаат овдека на вашите работилници, повеќе се тоа млади луѓе, претпоставувам? Од сите возрасти, меѓутоа јас работам само со возрастни лица, значи од 18 натака нема горна граница. Овој период објавувам секој месец месечна програма. Во февруари конкретно има 2 работилници со глина, каде што работиме на внатрешниот критичар, но не глас нели кој што не критикува дека можеби не сме доволно добри за нешто. И исто така би сакала да најавам програмата која што ќе трае 10 недели за експресивно и креативно пишување. Ќе се истражуваме себе си преку пишаниот збор. Ана, благодарам за одвоеното време, благодарам што не прими овдека во просториите на Простор, Сдружение за психологија и експресивна арт-терапија. Благодарам уште еднаш, ќе има повторно прилика да бидеме твои гости. И еве, уште еднаш, овие се навистина интересни и многу креативни уметнички кутии и корисни се за личен раст и развој. Благодарам уште еднаш. Сузе, ние од тука завршуваме. Дали имаш можеби некое дополнително прашање до нашата Ана или тука ќе се поздравиме? Многу ми се допадна идејата, морам да ти признаам, Ирина, ова со кутииве за личен раст и развој. Секој кутија онаква каква што му е потребна, нели согласно неговата енергија и согласно она што сака да промени во животот. Нарачај 5-6 кутии, Ренчете, молам таму за нас утринците, за тебе, за Ирена, за Искра, за Слободанка, за нашата уредничка Биби, за сите да имаме по една кутија за полесно да се износиме со утринските предизвици. Ти благодарам многу, поздрав и до Ана, одлична идеја на вистина.